Добро, одно. Благодарам председателке, почитувани. Денес е втор ден како расправаме по биографиите на кандидатите за избор на уставни суди. Уставниот суд ја штити уставноста и законитоста во Македонија. Уставот е темелот на државата. Судиите на Уставниот суд се врвот на правната фела, почитувани од своите колеги, познати по своите докторати и своите објави во дневниот печат и средствата за јавни информации по објавените книги се познати од областа на правото. Да бидеш уставен судија е чест, но чест е само кога е тоа благодарение на објективни критериуми, благодарение на својот придонес во во правото. Кога ќе се спомне дека некој е кандидат за уставен судија, тоа значи дека треба да е познат и докажан правник кој има напишано неколку дела од одредена правна област и да биде познат по тоа дека тоа да биде негов белег, тоа се објективните критериуми и основ за независно судство. Денес дебатираме, расправаме по однос на биографијата с кандидат за судија во Уставен суд на доктор Родна Живковска, која е редовен професор в научната област граѓанско материјално право на правниот факултет Јустинијан I при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Магистрирала на правниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи на тема приватната собственост на граѓаните според правото на СФРЈ во јуни 1991 година под менторство на професор доктор Асен Грубче. Докторскиот труд под наслов «Правото на првенствена купувачка во Република Македонија» го одбранила под менторство на професор Марко Илешич од Правниот факултет во Љубљана. На Правниот факултет Јустинијан I во Скопје е избрана за редовен професор на научната област граѓанско материјално право во 2006 година. Инаку, како редовен професор, одржува настава на првиот, вториот и третиот циклус правни студии. Покрај на Правниот факултет, доктор Родна Живковска одржува настава по предметот граѓанско право и на Градежниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи на мастер студиите на менеджментот со недвижности. Како предавач на Академијата за судии и јавни обвинители, редовно одржува часови во рамките на континуираната обука на судии на сите апелациони подрачја во Република Македонија и како раководител на Институтот за граѓанско право и раководител на катедрата за граѓанско право на Правниот факултет Јустинијан I во Скопје, денес е сенатор на Универзитетскиот сенат при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Таа е прогласена во 2012 година како предавач на Академијата, и тоа најдобар предавач на Академијата за судии и јавни обвинители со оценка 4,8. Инаку, во својата академска долгогодишна кариера има објавено бројни трудови во домашни и меѓународни публикации од областа на граѓанското право и стварното право, а во последните 5 години има објавено 16 вкупно трудови во меѓународни научни списанија, меѓународни научни публикации во земјата и во странство. Професор доктор Родна Живковска има објавено и повеќе монографии, учебници, учебни помагала и коментари на закони, и тоа вкупно 15. Професор доктор Родна Живковска има значајно искуство во работата како член или председател на повеќе комисии, совети и управни одбори, што укажува на тоа дека е истакнат и искусен правник. Таа е сенатор во Сенатот на УКИН, раководител на Институтот за граѓанско право 2016-2021 година, раководител на мастер студиите насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право 2012-2016 година, Правниот совет за реформи во правосудство при Министерство за правда на Република Македонија и
многу други. Во рамките на стручно-апликативната дејност, доктор Родна Живковска учествувала во повеќе работни групи, комисии за изработка на закони и други правни акти, а има изработено и поголем број на експертски правни мислења од областа на стварноправните односи, посебно поврзани со стекнувањето и заштитата на правото на собственост. Како председател, член на работна група, доктор Родна Живковска учествувала во изработка на следните закони и другите правни актови. Член на работна група за изработка на законот за измени и дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште од државна собственост 2014 година. Председател на работна група за изработка на Закон за собственост и други стварни права од 2013 до денес. Член на работна група за изработка на Граѓански кодекс на Република Македонија 2013 до денес. Член на работна група за изработка на подзаконски акти на Законот за катастар на недвижности 2013 до денес. Член на работна група на Законот за катастар на недвижности од 2013 година, Законот за експроприација во 2012 година, Законот за градежно земјиште 2011, Законот за градежно земјиште 2008 година, Законот за гробиште и погребални услуги 2008 година, Законот за измени и дополнување на Законот за собственост и други стварни права од 2008 година, предлог статут на АД Аеродромски услуги Скопје, Македонија од 2007 година, потоа Законот за катастар на недвижности од 2008 година, Законот за собственост и други стварни права од 2001 година, како коавтор и други. Значи, учествувала во изработка на широк диапазон на закони. Таа има изработено голем број на експертски мислења од областа на стварноправните односи, ги има наведено 13 и од изнесеното може да се заклучи дека се работи за кандидат со богата биографија, право која оставила печат во своето работење во правото и дала допринос во достигнувањата во правото. Биографија која не може да не остави рамнодушни, ако па од друга страна ги споредиме со биографиите предложени на тројцата кандидати од позицијата, државниот обвинител Љубомир Јовевски, кој што е познат по тоа што не обвинил никој, афери, криминали и корупција колку сакате, а тоа му била работата. Дава многу надеж дека ќе сработи нешто и како уставен судија, туку влегува со белег дека е награден за својата послушност на власта, за својата неработа. Другиот кандидат, Татјана Васич, човекот позната по тоа што како човекот на Филипче, нема ниту еден ден работа во суд, нема влезено во судница како правник, а сега треба да биде на врвот на судството. Третиот кандидат, Фатмир Скендер, веќе е избран како кандидат за судија во уставен судија. Тој бил во апелациониот суд од 1.1.2014 година, како граѓански судија во апелациониот суд во Скопје, има некое искуство, меѓутоа не може ни оддалеку да се спореди со кандидатот професор доктор Родна Живковска. Благодарам.